Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош обезбеди таблети за сите вработени наставници, соопшти денеска директорот Слаѓан Спасовски. Како што најави Спасовски, во наредниот период целосно ќе биде сменато осветлувањето во училиштето, а ќе се поставуваат и соларни панели. Училиштето деновиве со повеќе активности го одбележа и патрониот празник. Како што знаеме, пред некој ден имавме патронен празник, односно обележување на патрониот празник. Презедовме повеќе активности, меѓу кои што јас би ги истакнал пошумување, односно раззеленување, хортикултурно уредување на училишниот двор. Спроведовме надпревар за млади таленти по ликовно образование и по литература, каде што имаше навистина прекрасни творби. И нормално завршницата беше свечена приредба која што се одржа во нашата спортска сала, која што мислам дека заврши многу успешно. Можем да кажем дека прво средниот успех на нашето училиште е околу 3,90, значи многу добар, солиден, фантастичен успех, кој што исто така се должи на пожртвуваната работа на наставниците, нормално и на учениците. Што направивме? Можам да истакнам дека имаме во нашето училиште се одржа општински надпревар по математика, каде што имаме 11 први места. Потоа се одржува општинска лига на спортови, тоа е перманентно и константно, каде што имаме 2 први места, едно во ракомет и друго во одбојка. Исто така нашето училиште беше домаќин на интернационалниот надпревар по информатика Дабар. Таму нема места, но поените што ги зедоа нашите ученици беа навистина солидни. Особено кај нас се јаки природните науки, морам да кажам. И најчесто, сега конкретно не можам да ги кажам со име и презиме учениците, но во секој случај, секогаш се враќаме барем со прво или второ место, зборувам за генерацијски ранг. Нашето училиште континуирано учества во сите проекти кои што ги имаме и од страна на општината понудени, и од страна на МОН, од страна на БРО и нормално, како што кажавте, од страна на Еразмус. Сега веќе имаме две апликации имаме во проектот Еразмус Плюс, значи аплицирано е, чекаме резултати кои ќе бидат. А овие тековни активности, тоа е, мислам, константно се одвиваат тие проекти што се. Училиштето обезбеди таблети за сите вработени, тоа за наставниот кадар. Сега прашање на време е дали ден-два ќе бидат поделени таблетите на професорите и на учителите. Нашето училиште е опремено, мислам дека на ниво на град е може меѓу првите училишта што имаме во 60 до 70% во училниците имаме ИТ нагледни средства. Потоа влегуваме во проект за физибилити студија за ставање на соларни панели на кровот на училиштето и сега мислам дека во четврток, не ме фаќате за збор, треба да дојдат луѓето, исто така е физибилити студија за целосно сменување на осветлувањето во училиштето, значи осветлувањето да биде по европски терки стандард. Не дека сега не е, но мислам ова е веќе застарено осветлување, така што мислам дека со таа нова луминизација, да кажам, ќе има навистина многу подобри, како се вели, услови за работа.